Пред да дојдеме тука беше во Прилепско, беше и во Крушево. Таму разговараше со граѓаните. Од таму на што се жалеа најмногу? Ова е традиционално тутунарски крај. И не можев да верувам на приказниве кои ги слушав буквално во секое село. Реални, животни, болни, тешки. Значи, власта која успеа во изминативе 8 години да го подели македонскиот човек, македонскиот граѓанин по сите можни основи, успеа да направи и две категории тутунари, нивни и наши. Ми велат дека од пред неколку дена доаѓаат емисари од власта до сегашна и им нудат устни договори за откуп на тутунот. И тоа само на оние од кои очекуваат сигурни гласови плюс 20 гарантирани. Почитувани граѓани, вакво понижување на македонскиот земјоделец, на македонскиот тутунар не било од Турско до денес. Ако е тутунар, мораш да му ја платиш маката. Не е битно дали е член на ВМРО, член на СДС и да не е член, маката мора да му ја платиш еднакво. Председател на едно така мало здружение, припадници на безбедносните сили, учесници во настанице 2001-2002. Господине иден председателе и иден врховен командант на безбедносните сили на Република Македонија. Благодарам. Дали како досегашната 8 годишна власт и вие планирате да ги делите бранителите на партиска линија? И дали ќе не биде наш потребна партиска книжка за да ги оствариме нашите права? Почитувани прилепчани, драги пријатели, ова е една од најтажните приказни кои ги слушам изминативе денови низ Македонија, а за жал се влечкаат со години. Има луѓе кои биле неспорно бранители на Република Македонија во 2001. И таму успеа да направат контраздруженија за да не можат некој од нив да си ги остварат своите права. Значи, мојот одговор е, жалосно е, греота е, бранителите да ги делиме по партиска линија, затоа што сите тие до еден ја бранеа Македонија додека другите бегаа на халкидики. Јас имам 22 години и вие сте мојата последна надеж за да останам во Македонија. Каква е вашата визија за нас младите? Ви реков на почетокот, не ми давајте толкава одговорност. Еден човек не може да ја понесе сам. Заеднички да ги промениме работите. Прва работа, која мора да се тргне настрана, е не им барете книжка на младите кога треба да се вработат. Ако знае, ако читал книги, ако има висок успех, ако знае јазици, компјутери, ако го бива, дајте му ја таа работа. Кај мене, нема да има делба по партиски книжки, ќе има по заслуги и по знаење, а не по партиски. Бројка што ја гледам тука ми дава надеж дека овој пат самиот народ, самите граѓани нема да им дозволат да ја фалсификуваат волјата на граѓаните. Опозиционото расположение е доминантно во Македонија и тоа треба да се рефлектира на 13 и 27. Да сте живи и здрави. Поздрав! Стево е мојот председател, еден за сите пријател.